На магистралниот пат Охрид Кичево кај мотелот Починка постои раскрстец. Тука почнуваат локалните патишта за Арбиново и Лактиње, села што и припаѓаат на Горна Дебарца. Ние се одлучивме да газиме по патот од левата страна, што требаше да не доведе до Лактиње. Викаат кога станува збор за Горна Дебарца, докаде и да мерите, во просек е оддалечена 40 на километри од Охрид. Толкова оддалеченост беше до Врбјане и Годивје, што како комшиски села, поблизина него чинат Лактиње во поголема предност. Лактиње всушност сместено е во подножјето на Караорман, нападените од легендарната Славе планина. Дури новоизградениот пат према ова спомен обележје води низ Лактиње. Тоа би значило дека сите случувања врзани за народно-ослободителната војна од овој терен ќе бидат врзани за поим од Лактиње. Не само што при самиот влез во селото забележавме нови објекти, туку за малку иштоно извикавме Еурека. Откривме народ во Горна Дебарца. Во стотина домови колку ги има Лактиње и кој што ниту еден не е постар од 55 години, живеат многу повеќе души, нешто преку 150. Викаме не постари од 55 години, не од причина што е селото младо, туку од германското бомбардирање и пожарите кои за некое време го бришеле селото од географската карта. Иако каците со сирење и месо, амбарите со жито, заедно со живиот добиток им биле однесени, упорноста на лактинци да проникнат низ пепелот во нив, во нов живот, како да им родил плод. Всушност, ваквите маки не биле затекнати за прв пат во нивниот живот. Тие се уште се сеќаваат од турското време, кога чувениот Дејан војвода, заради поштеди со селаните од намеднатиот терор, дозволил на група од 5-6 турци со јаже да го водат низ селските јалици. Така и завршил во 1910 година. Тогашните маки, лактинци, денес со воздишка ги раскажуваат. Често го спомнуваат зборот тренарство, збор кој што како институција се провлекува низ животот на македонците уште од античко време. Бил предаден Дејан војводата на турците. Од предавниците му било кажано на окупаторот дека главниот партизански штаб се наоѓа во Црвена вода. Знаејќи за предавничките намери, штабот се сели на Славе планина, кога пак од слични потези по дебелиот крај го излекува селото Лактиње, кога е запалено и изгорено до темел. Ние во домот на Јанко Јанкуловски наидовме на фотографија која како сведоштво го потврди сето тоа. Занимлив е податокот дека во групата на фотографии ја видовме и она која своевремено извршил репродукција најстариот фотограф во Охрид, господинот Поп Стефанија Благоја, група на бугарски војници сликани со две партизански глави пред нивните нозе, иако веќе е видена на екраните преку телевизија Морис. А централната слика овде го покажува разрушеното село Лактиње. И се разбира многу паднати партизани што на некој начин барем 22 се од спомнатото село. Поучени од ваквото искуство, лактинци се и ден денес повлечени луѓе, мирни, скромни, добродушни, гостопримливи.
До ден денес не се случило човек од Лактиње да предизвика било каков инцидент, па дури и на жешките фудбалски утакмици, што не е случај со другите села. Никогаш во Лактиње патникот намерник не бил запоставен, напротив, секогаш добредојден, угостен и почестен со детали од минатото, без оглед на тоа колку е расположен да ги слуша. Всушност, видувањето на минатото на Лактиње е мрачно и тешко, борејќи се со сиромаштијата во комбинација на надворешни влијанија, чинат искуство и е за гостинот од голема вредност и значај. Нека знае како се тече животното искуство. За илустрација, еве едно сведоштво. Надбор, јас се стресов како Дете како оваците. Говорите Чивардеја говорите. И дете викат. И овие кога зело со пушките, штракет и стенџере со пушките. А ја, маш ми партизан. Ма живее и дедо, удоу и дедо, и онана, дупка, копана веќе ди земат, ди закопет, свекор ми, дедо ми, мнозина луѓе. И јас само им реков на љеванците, бе моля браќа, дете е, не разбират, лепсат, а ја гима и дојде ден Германец тука. Не виде левот кај беше кварен. А овие стото пушките навртени ни стенџере. И му вела нему на детево, а мене го сега лево се го извајме. Се зачути детево и кој им реков ними се девака со ракава. Бе моля браќа роѓени, од мајка сте родени, немојте тоа дете. Бе моля. И вратија пушките. И вратија пушките, ја ке се треса како прат. Детево го држа, да не пој тамо. И ко се ја лево, и тој вели Германецот. Сега реков лево преди да го изваи, детево бара леп. Само скромноста на жителите од ова село чинело може би погрешна слика во очите на другите села. Така своевремено девојките од Издеглавје не сакале ни да слушнат за момчината од Лактиње, тврдејќи дека се сиромашни со празни куќи. Каков ли занес? Да знаеле само колку лактинци се богати во душата пред се. А и како домаќини високо се котира. Што очекувале тие да се роди од пепелот? Палати, богатство и раскош? Всушност, животот во Лактиње никогаш не бил лош. Добро се живее и денес, што многобројниот народ во ова село го потврдува тоа. Живеат и млади луѓе со подмладок кои му ветуваат иднина на Лактиње. Постојат примери за враќање на луѓе од белиот свет. Таков е случајот со пред малку спомнатиот господинот Јанкуловски Јанко. Кажете ли неколку зборови за една ваква животна игра? Прво надвор од Лактиње, па пак назад. Што се случило со вас? Па видете да ви кажам јас, од Лактиње се исели в 63-та година. И тамо отидов во Охрид. Се запосли во фабриката Херој Туза Драговиќ. Тамо ги поминав 32 години во фабриката. 65-та година, март месец, ме испуштија од работа како за губари, што имавме изнад 25 години стаж. После тоа, бидејќи јас немав работа, немав со што да се занимавам, се вратив во село во Лактиње. И тука ми е доста добро, се занимавам со стоката, чувам кози, едно магарче, 2 телиња, и подработувам некоје нивче, бавчуле така, колку завене да можам да живеам. А да правам некоја трговија немам, не можам, то треба работа и да имаш појќе луѓе. Може ли да се живее во Лактиње од сточарство и земјоделие? Може да се живее во Лактиње и се живеело и напред,
со стока. Овде е претежно ова место за стока најмногу одговара. На времето селаните од ова село имаја доста стока и со стоката живееа. Нивето ги ѓубреа, ги обработува. Така се живееше. А и сега се живее само што ете народот се исели и го напушти селото со време. Доста луѓе замина и странство. Преку океанските земји фатија луѓе отидоа да најдат подобар живот. Вие сте се вратиле. Дали има услови и другите да се вратат во Лактиње? Има услови, како да нема? Има услови. Земјиштето е напуштено, може да се обработуват и да се живеат. И другите да се вратат. Куќите им стоят. Луѓето си ги чуваат куќите. Тоа значи дека Лактиње има и подобра иднина, надеж за враќање на своите жители. Токму така. Токму така дека може и понатака да се живее. Како што се живеело досега и понатака може да се живее. Горното и долното мало, што го чинат селото Лактиње, заживени се уште во 13 век, кога античевци, камберовци и базаловци се населиле како фамилии на падината, која била по изглед навиткана како лак, односно лакто. Се предпоставува дека и од тука го носи името Лактиње. Забележате сами и колку да се лактинските куќи нови, доградени или свежо реновирани, тие секогаш наликуваат на изгледот од македонската куќа. Претежно се зидани со камена, само на поедини објекти може да се забележи плитар. Земјоделието и сточарството се главни гранки за екзистенција во ова село. Со несебично залагање личен труд, лактинци покрај трите чешми и со изворска вода преку водоводна инсталација многу одавна отвореде уште 3 селски чешми. Од пред 4 години разгранета и селската водоводна мрежа до сите домови. Се на се станува збор за село со делимично средена инфраструктура. Каде што има слога, има и дела. Старото лактинско средсело е пред вашите очи. Единствено обележен еден ваков селски центар и ден денес е селската чешма. Каде што по некое правило мора да има поилиште за гасење на жета и на добитокот. Сега, сред селото е 200 метри пониско. А за померување на сред селото лактинци имале причина. Дворните места од секогаш биле декорирани и наликуваат на облик на складишто за чување на добиточна храна. Покрај многуте годеници, во Лактиње доскоро работела селската. Сега се тежне кон нејзино реновирање. Дали ќе има што да меле? Лактинци викаат, ќе се најде по некој зрно. Да јадат чичарите, ако ништо повеќе.
и за добитокот кој што расте, односно од кого што се очекува, или млеко, или волна, или месо. Овде ќе биде сместена селската воденица. Еднаш под хладенецот, викаат латинци. Третата селска чешма таму каде што момчината и девојките се собирале. До касно навечер се подгледнувале можеби подоко. Или поинаку речено, овде доаѓале за да се бендисуваат. Денес таа традиција умре во Лактиње. Најповеќе од причина што не има толку моми и момчина како некогаш. Лактинци биле во можност да бираат со оглед на нивните собрани средства дали ќе прошират селската мрежа водоводна или ќе изградат нов резервоар. Се одлучиле за она првото, зашто селскиот резервоар е во добра состојба, иако веќе е застарен. Викаат, количината на вода е доволна за да ги подмири потребите на Лактиње, а е толку квалитетно изграден што во секоја чесма ни дава чиста вода за пиење. Каде што има слога, има и дела, викаат Лактинци. Тоа и го докажуваат. Едена споредба на прастара, средно стара и нова куќа. Во Чекор со времето знаат да одат само Лактинци. Не можејќи да ја гледаат училишната зграда како се распаѓа, сами ја препокриваат и го замрзнуваат нејзиното распаѓање. Викаат сега, кога тврсто стои на собствените темели, лесно е да и се вградат прозорци и врати, па да доликува на објект достоен за нејзиното почувствување. Тие веруваат дека ќе поминат со минимални трошкови, доколку успеат да формираат селска амбуланта, за денешни прилики веќе неизбежна заложба. За нас делуваше зачудувачки колку се грижат Лактинци за задружниот дом, додека во повеќето села објектите се или на распаѓање или ги користи некој трет. Лактинскиот задружен дом гордо им служи само на латинци. Во долниот дел екзистираат дури две продавници, додека пак просториите за соби на луѓе се на горниот, односно во горниот дел. Домот се одржува од скромните средства добиени од собствениците на продавниците, како минимална надокнада за закупен деловен простор. Без сомневање, асфалтната површина пред задружниот дом и пред храмот Свети Илија не само што ќе послужи како терен за спортување, туку ќе важи и како втор селски центар. Односно дозволува сред селото да се помери 200 метри пониско во споредба кога првото сред село било окарактеризирано со спомнатата селска чешма. Овде поставен е и споменикот изграден во чест на паднатите борци и линденци, како и во чест на 22 загинати борци од Лактиње за време на Народно-ослободителната војна. Лактинци сакаат да евоцираат спомени од минатото, ама и да работат, да живеат и да му се радуваат на животот. Црквата Свети Илија представува посебна приказна во Лактиње, која фрла светлина на богатиот духовен живот. Обновена е 1923 година, која по грандиозниот изглед, по богатиот иконостас и иконографија ја става во редот на најбогатите цркви во Охрид и Охридско. Можноста за да уживате во живописот е смалена поради слабата осветленост на храмот. Меѓутоа, посматрајќи ова убавено живопис, се чини дека истите
се насликани вчера. Балконскиот простор како место за црковниот хор посебно и дава вредност на црквата Свети Илија. Црквата е осветена и прилагодена за сите верски почести. Во моментот ќе посматрате натрешноста од олтарот. Се чини дека камбанеријата е сместена во равничарскиот дел на самиот почеток од селото, но доволно е висока за да се слушне надалеку. Лабиринтот на скали е толку хармонично подреден, што секој би можел да се послужи, подобро речено да ја обслужи нејзината намена. Премал е просторот во црквата Свети Илија за други спомени, а мама благодарницата што е добиена од храмот Свети Никола од Љубаништа во знак на благодарност за несебичната помош на овој храм си најде место. Покрај подарокот на икона изработена на кожа го забележавте и во посебно издание Македонското сонце. За толку многу народ во Лактиње, кој овде доаѓа и за добро и за лошо, потребна е огромна трапезарија со голем капацитет на црковната кујна. Пропратната црковна економија е само дел од објектите што ќе ги видиме. За прв пат, искуството на телевизија Морис покажува дека во една црковна кујна е изведен модерен камин. Уште повеќе е трапезаријата која е приспособена, ако не најнаш, макар во неколку наврати да ги прими сите добровредени. Трапезаријата се одржува, потлочена е, а во случај на голем прелив на гости, послугата е по принципот на ресторанска количка. Уште еден пример на максимална организираност. Лактинци го имаат сето тоа. Првиот човек од селото, наречен популарно кмет, односно председател на местниот одбор од село Лактиње, господинот Најдески Разме. Господине Најдески, каков е животот во Лактиње денес? Најнапред да ви се заблагодарам на телевизија Морис и на сите гледачи телевизијата. Лактиње е село во Горна Дебрата, едно од поразвиените села со живот, мислам, со луѓе. Село кое што бара екзистенција од тука, а не од надвор. Со 50, односно 60 домаќинства што живеат тука и уште 30-40 куќи нови направени,
што луѓе ги направиле наши лактинци, што живеат во Охрид, во Скопје и доаѓаат во сабота, недела, на празници и така натаму. Без оглед на вашите млади години, дозволите да ве прашам како изгледало селото Лактиње по број на жители пред неколку години, со намера да разоткриеме дали е истото во раселување или населување. Се разбира дека има голема разлика од по ослободувањето и сега. Тогаш може би екзистирале 100 домаќинства по 6-7 души во домаќинство, меѓутоа сега е наполу, можам да речем, али ипак живеат луѓе доста во селото. Како прв човек во селото, господине Најдески, би ве замолил да ни кажете што се имате кога е во прашање селската инфраструктура и што е она што најповеќе ви недостасува денес? Можеме да бидеме задоволни од инфраструктурата во село. Прво, водовод имавме, односно минимален. Сега направивме нов водовод, кој што секој може да го користи, да си постави бойлер, купатило да инсталира и така натаму во село. Капацитетот на водата е доволна, водата е чиста, исправна за пиење и така натаму. Второ, патот ни е асфалтиран, иако сакан мал ремонт сега да се асфалтира, што е во однос на патот е добар. Пат направивме село што го поврзуваат, што никогаш не го поврзувало. Село со Слава и планина, место опеано во историјата на народот на Македонија, на село врзан со Слава и планина. Покрај големата река се протега Лактинското поле, кое што викаат некогаш било обработливо и знаело да роди. Каква е состојбата денес, господине Најдески, во Лактиње? Дали може да се живее од земјоделие во комбинација со сточарството? Полето се обработуваат, али не во доволна мера. Озборувам ова, мислам на луѓе кои што го обработуваат. За да се обработи полето треба млади луѓе, треба машиње, треба стока, треба да се нагнои, треба да се изорат. Значи, не е во доволна мера обработено полето. Колку трактори поседува селото Лактиње за обработка на земја денес? Да речам, поседува 2-3 трактора и тоа за своја потреба ги чуваат тракторите. Нема многу кои со таварето земјиштето во селото. Дали се случува, господине Најдески, да се заложите за еден проблем во зацртаната ваша програма за развој на селото Лактиње, а да е од приоритетен значај? Сака да ве прашам, што му недостасува на селото Лактиње денес? Па на селото Лактиње... Има ли телефони? Да. Се трудиме да поставиме телефонска инсталација во селото со 50 на броеви во селото, да се направи уште еден пат да се користи со шумата, да ја користиме шума во селото, брана да направиме за наводнување на полето во селото, да се направи и базен помодерен, сегашниот постојатиот што го имаме, може би не е баш добар. И уште многу работи да се отворат нови фабрики овде во село, да можат луѓето да се повратат во село, да може младиот кадар да се запосли, да инвестира, да створи фамилија, да створи живот во село, да има деца, училиштата да заживат и што е најважно во селото тоа е. Веднаш над вашата глава, господин Најдески, е името на Дејан, војводата
опеан во македонските песни. Потеклото му е токму од ова село. Дали бисте сакале да ни кажете неколку зборови за ликот на Дејан Војводата и за неговите дела? Да, Дејан Војвода, како што и назнакот му означува Војвода, бил од индијанското остание, се борил против турците и загина смело во падените на Слави планина, односно во песочкиот дел на планината. Како рекла, додека е во тег реновирањето на селската воденица, посегнуваат за услуги во воденицата на војниски во Врбјани, таму каде што водените перки ја подвижуваат и влачарата, наречена како дарак. Во општен впечаток има што да му пренесат влаксинци на македонскиот народ, и во облик на спомени, и во облик на животно искуство. Со нивна заложба изграден е планинарскиот дом на Славе планина, отворени ден денес за секој патник намерник. При следната посета на ова прекрасно село, веројатно ќе бидеме во прилика да ги проследиме и нивните заложби и ново облик на успех или реализација, да им проработат замислените погони за текстил, како и погонот за преработка на дрво. Само силните силно одат напред. Господ нека им е на помош.